Денеска ќе правиме ждреп, Така. еден вид на предвидување по мое и по твое. Семењо кај да игра, тој тим ми е омилен, освен сите, Стијано. Мислам искрено дека Португал ќе ги пројде Шпанија. Одвратна утакмица ќе биде. Ми искочи некој лук податок дека пола тон храна до Да. Норвешка за да не дадат америчка Не храна. бе нешто многу повеќе. Или поише врска, не? Има 5, Ембапе има 5, Дембеле има 5. Добро, рано е Кристијано почиња у нокаут фаза да игра да трпа, така да Кристијано има кикаците ќе едно ги стигне. 0 гола во фаза светско првенство. Точно. Ова е светско. Ајде, кажете само кога. Добродојавте назад, се враќаме во нова епизода Edge of the Box. Четврта. од ова светско првенство. Поминавме групна фаза. Одаме у јакото. Да, веќе почната нокаут фазата, почната јакото, имаше некои изненадувања. Денеска ќе правиме ждреп, Така. еден вид на предвидување по мое и по твое. Еден по друг идеме, ќе направиме двајцата какво мислење имаме за ждребот на нокаут фазата. Некои такмици се поминати веќе, меѓутоа нив ќе си ги ставиме како Веќе се поминати тука. и остатокот ќе го продолжиме ја и Виктор. Ја како што изборев и преска, ова ми се најинтересни видеа за гледање. Дај Боже да бидеме едни од тие што ќе не видат овој цел брекет го погоди, колку е луд, колку е способен. Така да јас нема да бидам бајас, одма да кажам нема да биде Португал до крај. Ќе пробам да бидам најискрен што можам да бидам. Изненадување имаше. Парагвај, Имаше изненадување, шок. Парагвај е шок на првенството до сега, до овој момент на нокаут фазата. Свака им час на дечките, мене ми е многу мило. Жал ми е за Сенегал, тоа исто го зборевме. Жал ми е за Сенегал, Белгија ќе кажат многу дека се фаворити, според мене не беа. За против Сенегал? Против Ја исто тоа Сенегал. мислам, благ фаворит Да, ми беа мислам на Сенегал. папир беа фаворити Белгија, ама Сенегал според мене имаат болја екипа. И добар фудбал играат, брат. Супер беа. Супер. Така беа. да ја сакав они да поминат. Нешто, не знам зашо, периодов имам аверзија на европски екипи, брат. Леле, Не знам, сите, мислам не дека ова е знам агенда зашто, на цел брат. свет, брат. Африка for the win или Јужна Америка for Ама the против win. одредени европски екипи, например против Хрватска не би имал. Точно. Леле, и Босна испаднаа синоќа, за тоа ми исто криво. Мислам, Да, за жал не беа испаднаа фаворити. Босна. Така да, баш ми е мило за Парагвај, баш ми е криво за Сенегал, али има и други интересни работи, брат. Сакаш ти, сакаш ја прв, може да почнеме. Да го видиме гридот, да го видиме жребот. Ајде почни прв, баш ме интересира какво Сакаш? мислење имаш, да. Така, ја па баш си мислев ќе се ситам од тебе. Леле, чекај, па тогаш да го докомплетираме прво. Од кај ќе почнеш од Португал? Од- Од твојот Португал? Да, може да почнеме, ете од денес снимаме, денес прва се игра Шпанија и Австрија, ма ете, ќе почнеме Португал Хрватска. Искрен да бидам, ова не е Кристијано Роналдо ток, Португал е силен фаворит на оваа утакмица. Хрватите играат фудбал феноменален без разлика што се стварно угодени. Така да јас немам многу да должам, ќе кажам тука Португал, само што има многува прича за оваа утакмица. Ќе биде или последна утакмица за Модрич на светски првенства, или последна утакмица за Роналдо на светски првенства. И исто така се игра, се ова не е податок битен, ама и го прочитав са Бајле, се игра на истиот ден од трагедијата на Диого Жота. Така да Португалија ќе има искрен, Да, ќе игра со Мотив. поголем жар. апсолутно заслужува човекот да биде испочитуван на таков начин. Сега не ќе да ставам таков астерикс на утакмицава, арно ама Португал верувам и сакам да оди дале. Австрија, Шпанија, австриците изиграа некои убави утакмици, шпанците тек треба да почнат да играат, Јамал почна веќе на подкасти да збори глупости исто као нас. Така да тука би рекол Шпанија, мада не многу лесно. Не знам зашто, килава 1-0, може би 1-0, па у 90 2-0, не ги гледам како ги трескаат Да, тука да. австриците, арно ама, зашда не. Сега, не го пратам ја овој жребот, ќе си продолжам дале. Ова е Гана-Колумбија, така? Гана-Колумбија. Интересна Ова е утакмица. интересно, искрено. Ова е интересна утакмица, не ја ни загледав да ти кажам право. Знаеш, за мене Семењо кај да игра, тој тим ми е омилен, освен сите, ама Колумбија исто ја имаат причата со Хамес Родригес и не изиграа лошо првенство, први у група, Португал нерешено, искрено може да ги победат Португал. Гана има пали гаси моменти, ова треба да е добра утакмица.
Ќе речам Колумбија. Да, афричките тимови ги обожаваме, ама искрено тука мислам дека Колумбија би требало да оди дале. Ова сега идам на Алжир, Швајцарија. Алжир не ме воодушевија многу. Швајцарците од секогаш ми биле интересни, баш кога си имам некоја нова откриена љубов за Гранит Джака, врв играчин. Дали тоа значи дека ќе почне да навиеш за Челси? Потпиша? Не Нема да потпиша. навијам за Челси. Не се знае уште, ама викаа дека е блиску. Швајцарците мислам дека тука ја добиваат утакмицава лагано. Ајде да видиме. 3-0. Следново е Египет и Австралија. Тим Пейн. Леле, да, не, он е Нов Нов Зеланд. Зеланд беше. Он е Нов Да, Зеланд. да. Немаме од австралијанците никој симпатичен. Има ли бе некој симпатичен од кај австралијанци? Нема ништо. Крис Вуд кај играше? У Нов Зеланд Нов Зеланд. го немаме ни Тим Пейн, ни Мора да Крис има Вуд. еден, брат. Египет, Австралија, знаеш дека може да е многу интересна утакмица? Човече. Си измачи египјаните, тука гледам изненадување, Австралија оди дале. И мислам дека Ајде, тоа ајде. ќе им биде, или не, беа пред неколку првенства и подалеку. Намерно ја оставив последнава утакмица. Не знам луѓе дечки дали пратите на Инстаграм што се збори шамани од Гана и предвидувачи, клетви им се фрлени, сите цел свет почна да збори дека Аргентина ќе губи од Капе Верде. Нема да бидам тој лудак. Стварно ќе биде, еве видео можно е да се објави од кога ќе заврши утакмицава и се надам дека не може од прва гридот да пропадне. Ама Меси, Аргентина, јаки, Капе Верде чудо, Да. сите нерешени, да не си играм играчки, Аргентина си оди дале. И у принцип сега ги наредив и може гридот сега да го видиме. Ова се уствари осмофиналните дуели што јас ги предвидувам дека ќе се случат и у принцип Јесте, да. тука веќе фаќа форма светското. Тука веќе е светското светско и сега може да почнам, ете, да нема редослед, може да почнеме од најгоре. Претпоставам дека Парагвај и Франција се најгоре. Сега уствари имаш лев, брекет и десен. Так, значи Фати си ги едни па други. так. Франција Парагвај, колку и да се симпатична приказна Парагвај, ете за Франција прв пат епизода ќе збориме, ме шокира. Што колку се направија јаки. Франција? Ме направија шокира колку се Франција? јаки, човече, немам зборови, Олисе, Ембапе и Дембеле не смее да играат веќе заедно. Франција 5-0, 5-1, whatever. Франција. Канада, Мароко. Тука да се правам паметен да објаснам многу или Мароко е силен фаворит? Па брат, ајде мислам за само си го кажам своето после. Ти си Алфонзо Девис фан. Мароко, тешка утакмица, тврда, тука може да има продолжеци, Канада е домакин и ова ќе биде од до сега што гледам првиот домакин што го испаѓам јас. Мислам дека другите два се посилни секако. Така да Мароко си оди дале против Канада и сега доаѓа проблемот. Роналдо е мал. Сега доаѓа проблемот за мене. Што се дешава тука? Роналдо против Јамал. Шпанија реално и до сега и на папир се поуиграна репрезентација, нема да речам поквалитетна или по јака за мене. Ова ќе биде реално до овој момент најаката утакмица на првенството. Па би требало, да. Би требало. Видите, имаш една работа, ќе се убаца малце тука, што Шпанија од кога освоја светско, Мгм. историски, иако освоја европско, на светски се малце шашави. Од тој момент. Јас тој ќе го искористам Да. како аргумент плюс. Португал не играат сјаен фудбал, не даваат многу голови, ете Узбекистан беше исклучок. Арно ама па е многу тешко да им даеш гол. А ако успеат да ги санираат Јамал, Вилијамс, ајде и Олмо, таа екипа нема баш многу продуктивност. Тука си го користам џокерот за Кристијано. Мислам искрено дека Португал ќе ги пројде Шпанија. Одвратна утакмица ќе биде. Не за гледање, туку контроверзии, поништени голови, пеналти шаутс. Таа ќе биде утакмицата. Мислам дека Роналдо тука ќе преживее. И сега да наред Америка и Белгија. Ја мора да признам дека Белгија ме разочара без разлика што пројдоа. Американците имаат ветер у леџа, Балогун доби црвен. Да, тоа е Хендик лошо е многу. страшен. Прв стрелец на американците, доста разигран со Босна, изигра супер. Добро, стварно добро е. игра, стварно првенство. Мене беше многу жалко, видов резултати, видов не ја гледав утакмица. Да, у 2 сата се играше ни едно време. Мислам, добро е што тепа
и со црвен уште еден гол дадоа, Да. што значи дека сепак се солид репрезентација. И домашен терен, белгијанците не ми се покажаа многу и киксери се. Америка иде дале против Белгија. Нема да се согласат многу луѓе со мене на оваа тема, ама си стојам позади ставот. Колумбија, Швајцарија. Без многу правење паметен, не знам дали некој ќе играле едни против други, јас тука ќе си буткам црвениот крст, односно белиот крст. Швајцарија оди дале. Тврда утакмица. Австралија, Аргентина. Ова мислам дека ќе биде на ниво Аргентина Јордан или Аргентина Алжир. Австралијанците ќе се молат на Бога, мислам тоа ќе биде бранење 45 минути и после вторите 45 минути веќе ќе им пресиса душичката. Меси тука има некоја голче, за жал. Аргентина иде дале против Австралија. Англија, Мексико, пато. Англија, Мексико се 4-0 на првенство и прв пат у историја има толку позитивен резултат, ама англичаниве имаат еден проблем, а тоа е дека само Кейн и Белингам некако ми се загреани да играат на Па првенство. сега и Гордан поново. И Деклан Рајс мрдна у второ полувреме, имаат некој хендикеп, ама тоа што го зборам на задниве неколку првенства се секогаш полуфинале, финале. Ќе биде тврда утакмица, ќе има неубави настани каде што мислам дека мексиканците ќе бидат, дали ќе биде некоја глупост офсайд за пола сантиметар, тука го гледам тоа. Англија иде дале, едвај. Утакмицата Ова на ќе е колото интересно исто. дерби, брат. Леле, интернет е полуден по норвежаниве. Бразилците ми изиграат топ со Јапон. Не играат добро у прво полувреме од аспект на тоа да реализираат шанси, ама имаат Винисиус игра, бато, Нема, кида. добри се Бразил, искрено. Многу се добри. Као не се 2002 Бразил, ама се добри. Ја очекував да се полоши многу првенство. Контроверзно е, ама јас би рекол норвежаните дека идат дале, не рад нешто друго. Цел свет е на нивна страна, играат добар фудбал и Нуса се активираше Брат, конечно. Ја би ги прошол искрено. Така? Да. Така да ова е мојот до сега грид да речеме за осмина финале кон четврт финале. Остана 8 екипи и сега можам да почнам пак од лево кон десно. Франција, Мароко. Ова беше као за трето место прошло светско или полуфинале беше пред да влезе Франција, Мароко. Беше многу досадна утакмица и Франција си ја победи 2-0. Истиот исход го мислам и сега. Франција си е Франција. Како бе Португал, Америка ги стигнав до тука, па чекај бе, Португал може сепак да стигне до негде. До полуфинале. Кристијано Роналдо иде дале против американците, затоа што и американците сакаат Португал да освои. Швајцарија, Аргентина. Не можам да се правам паметен. Аргентина иде дале, нема многу да зборам. Норвешка, Англија. Тука мислам дека завршува романтиката за норвежаните. Не рад нешто друго, туку англичаниве и на прошли светски првенства, четврт финале, осмина финале, полуфинале, тука им е главниот фудбал и мислам дека дури комотно би ја победиле оваа утакмица, не комотно од дебакал, ама 2-0 сигурна. Халанд си го обожавам, ама тука мислам дека му завршува приказната и пак се некако премногу фаворити у полуфинале, Ацко слободно стискај Англија. И еве како изгледа гридот за мене сега до полуфинале. Силни полуфиналиња. И сега реално Франција, Португал, Кристијано Роналдо е кралот, ама французија се друга Но кралот прича. е успан. Да не се разбуди тука. Нема се. Мислам и да се разбуди. Французија се друга прича. Не, Франција до сега барем што покажа сите тешко со нив, брат. Полуфинале го добива Франција, за жал. Фер. Искрен ќе бидам. Мислам не сакам, ама ете, тоа е правиме predictions. И останува Англија, Аргентина. И јас искрено, најискрено мислам дека англичаните им го имаат бројот. И дали Меси ќе може да издржи толку многу утакмици на најврвно ниво и другиве не се знае. Фаворитизам тука не гледам ни на една ни на друга страна. Англија оди дале против Аргентина. И за мене е финалето до сега од тоа шудов. Да, англичаните нема никој да се согласи дека изиграле толку јак фудбал, ама и жребот им е некако нивна полза. Така да за мене се Франција и Англија финале
и нема да биде као ПСЖ и Арсенал и 5-0. Тврда утакмица. Втора титула за Килиан, втора титула за Усман, прва за Мишел Олис, така да за мене до сега се што видов, Франција го освојува светско првенство, англичаните повторно се сопињаат у финале. It's not coming home. Тоа е мојот брекет, мојот prediction И за Балон д'Ор французите кои ќе земе? и ова беше мојот што го почнавме Олисе или Дембеле. Или Ембапе? Не, ако освојат французите нема да биде Килиан диктатор. Килиан диктатор, леле колку е добар трендов човече. Не, Франција освоја Балон д'Ор Усман Дембеле, 2 Лига шампиони, 2 Балон д'Ор и 2 светски поред, никој до сега го нема направено. Ја би сакал тоа да се диси искрено, ама зависи што ќе направи до крај Дембеле, пошто моментов Олисе. можеби и трет у таа репрезентација. Е, Така без да- влакна на јазик. Би сакал да има такво CV Дембеле, пошто е флекс, ама не се знае брат. Кире, сега ти си наред. Ја ти го давав Ајде гридот. сега јас да го средам мојот грид. Кире, сега ти си наред. Ти го направи твојот грид, сега ќе го правам мојот. Поели. Да видиме дали имаме некои различни ставови мислења или ќе биде многу слично. Ќе почнам и ја по твојот терк, ќе фатам со Хрватска и Португалија. Се слагам до негде. Ја нема да бидам бајас, ќе ги поминам Португалија, одма кажувам, ама мислам дека ќе биде тесно такмица искрено, дури нема се изненадам и продолжици ако има. Тоа со Португалија и со Хрватска, брат. Пошто Колку имаат Португалија продолжици се изиграни. супер, брат. Малце ми се напред шашави, а па Хрватска ми се юнит некако, и ради тоа мислам дека ќе биде тврда. Ама Тактика и стратегија. Стари се Хрвативе, така да не верувам дека ќе издржат до крај. Не би се чудел ни да испаднат пред продолжици. Добро. Така да може. сигурно ја ставам тука Прифаќам. Португалија. Австрија, Шпанија, немам искрено што многу да коментирам. Австрија се солидна екипа, ама ми се некако Не се светска класа. онака, спореден лик у секој турнир. Супер е што играат, има добри играчи, ама не верувам да има доволен квалитет да изненадат земја како Шпанија. Нема шанс. Мислам, Така да- тоа би било, ама тешко. Шпанија тука ги проаѓам прилично лесно. Гана, Колумбија. Гана, Колумбија, ова ја мислев и ти која збореше, ти кого проведе? Колумбија? Ја Колумбија ги проедов, да. Ја некако на Гана се наслонив поише и од преска. Слободно. Не знам зошто. Да бе, не дека Многу ние ми сме се, некои многу ми зналци се тука блиски, ама мислам дека имаат некои индивидуалци што може да направат нешто повеќе сами онака. Така да би ги прошал Гана тука. се менју иде дале Иако Кире. Колумбија ги поштувам искрено. Многу симпатична репрезентација сме ми се и покажа со Португал зуби, Да, боле бе. така да свака част. Воле вистина, боле Али бе. за мала нијанса на Гана им давам да пројдат. Алжир со Швајцарија Ајде. и тука мислам дека ќе им давам на Алжир Леле, Да. код Кире, ја требаше вака да те пројдат. чекам. Контроверзи. Не знам зашо Швајцарија се покажа добро да се искрено. Супер се бе, брат, играат, Се стварно играат. покажа добро, може да изненадат брат, ама Алжир некако ми го има тоа уште доброто што го држат пред некоја година у фудбалов. Многу лесно ми изгубија од Аргентина, може затоа сум со таков став. Да, лесно изгубија. Ама Меси си ја покажа брилијантноста. Што помалце за Меси на епизода, тоа боле. Ма види, и Аргентина губеше од Саудиска Аравија, па на крај осваја светско, така да не мора значи ништо тоа. Мислам дека играч за играч имаат малце повисок квалитет од Швајцарија. Добро, Ќе видиме дали Джака ќе успее да го задржи она што го правеше цела сезона и у Премиер лига и тука сега. Би сакал да поминат, ама мислам дека Алжир ќе поминат, затоа ги ставам нив. Ајде сега имаш Египет, Австралија, тука ти давав изненадување. Египет, Австралија. Нешто глава ми вика Египет, ама Лака, можно лака. е, ама можно е да те поддржам искрено. Така? Пошто не гледам друго изненадување, а мислам дека треба да има уште едно изненадување. Ама дали, па не знам сега кој е фаворит за оваа утакмица. Не, сигурно Египет. Египет брат, уствари, сигурно најверојатно, Египет. да, не се лажеме. Ама не знам дали имаат нешто. Имаат Мармуш, Мосала, имаат играчи, брат. Австралија? И ти викаш Австралија? Или те премислив? Не, Австралија ќе кажам онака на For на the добар fun. вајб, брат, А, на бе. добар вајб. Не ти се мешам у манџа.
Баш кога се покажа интересно и со Турција, брат, им давам респекта И некај. многу добри голови со турците, стварно. Ама и кога влага на терен, наша снимка на Сварда, Арда Да. кога вика боље сме од нив, боље сме, и ој вака само гледам. И предобро ги победи. Некако само доверувам има тоа. И можеби таа ќе видат и во оваа утакмица и ќе ти кажат дај даваме се од себе. И мало резултат е доволно, мислам 0-1 продолжеци, точно. пенали и нешто може да се деси да поминат Австралија, така да ќе им давам тука шанса, а искрено и кој да помине не е битно. Да. Ги има Аргентина за следни. Ајде. Значи Аргентина одма да ги кликаме. Аргентина, брат, тоа што го спомна и ти со шамани од Гана, со предвидувања. Тоа стига до одреден момент кај што кажуваш обвиес работи, ако запали ова си. Да бе, ликот. глобален тренд. Да, ама мислам дека нема да се деси тоа. Дури видов дека кажал и на Кейн му давам шанса да даде гол со Конго. Да бе, сега као му Брат, одговара. со Конго ќе даде гол нормално, мислам. Не е нешто. Значи Аргентина локт, ова е Аргентина ми се се лок, да. Така ова се да, твоите осмофинални да речеме. да, дуели. фични ни се освен Гана и Алжир. Ја во принцип таа двојка си ја менјам цела. Да. Значи сега да ти пројдеме, ги имаш осмофиналните и како ти изгледаат. Да. Почињај од Франција, Парагвај. Франција, Парагвај свака част, стигна до кај што стигна. Мислам дека од овој момент нема шанси со Франција. Језиви. У напад се као воз, брат, онака. Нереално. Само Нереално. напред, брат. Болно. Нема ништо. Сикоус. Мислам дека немаат ни тактики, брат. Онака Не бе на 30% играат, четврта најмалку истрчана екипа се на цело првенство. Што беше? Имаше 3-4 Имаше податоци што некои, ти да, кажуваат да. дека играат на минимално најмалку издржана, најмалку спринтови, Да. а ќе кажеш од контри даваат голови спринтаат, нема везе. Мислам дека Дешам си имам кажан уживај. Да, ако ќе треба да нагазат, тек тогаш што не чека. Да, така да, свака част Франција се збори дека одбраната не име нешто многу добра, ама мислам дека ни тука нема да е тестирана одбраната, како што беше и до сега не тестирана, така да идат дале Франција. Лабаво. Мароко, Канада. Многу ми се свијат Канада, не знам зашо. Играат супер фудбал. Нема да ги пројдам, ама сакам да им давам респект, recognition дека изиграа супер првенство. И имаат екипа, брат, што може и уднина да направи нешто поише ако остане таа, ако дојде уште некој млад добар играч. Ама со Мароко мислам дека немаат шанси. Пета екипа у свет се врат. Мароко играат врвно. Дури тоа го зборев, Мароко ги поминаа Холандија, така? Да. Негде прочитав изненадување, Мароко ги пројде Холандија, бе, како е ово изненадување? Да, бе, и за мене Мароко беа како не јаки фаворити, ама општо се подобри од Холандија според мене, брат. Прво се на листа боле, на ранг листа, да. втора се боле тим, брат. Очигледно. Мароко се врв. Ајде Португал, Шпанија. Многу добар фудбал, многу ми се свија, така да не гледам како не праѓаат тука. Португалија со Шпанија, ова ќе биде многу тесно. Не ти се љутам за одговорот. Мислам дека Шпанија ќе помине ради индивидуална брилјантност на Јамал. Оу, фер. Мене тоа многу ќе ме боли, ама фер. До сега го немаше многу, ама искрено ликчето знае на големи такмици Добар. да направи Стварно белја. Го храни, мислам дека егото така. Уште не е на ниво, иако го збориме цело време гази. На вакви помали утакмици не се покажа до сега, ама мислам дека тука е моментот кога ќе се покаже. Португалија се супер екипа, нешто мислам фали. На почеток ги зборевме како многу големи фаворити, нешто до овој момент ми фали. Да, мислам дека завршеток немаат многу добар и тоа ги кочи, одбрана имаат супер, средина имаат врв, ама нешто горе мислам дека ги стопира, така да ќе ги поминам тука Шпанија. Ајде. Америка и Белгија, и јас сум наклонет кон Америка. Мислам дека белгиците, иако до сега играат солидно, не сум многу разочаран кога ти што кажа дека прават некои киксови или било што. Мислам дека се солидни првенство, ама мислам дека некако на среќа им доаѓаат тие ситуации. Голови на Лукаку. А па тоа, вчера беше пеналот се како на Јуриш. Не е на изградени игри, ама играат солидно. Само би ги прошол тука Америка. Америка со поч некако личи на добра екипа. Ме воодушевија.
Искрено се согласувам. Да, и јас. црвениот картон е многу голем удар за нив. Хендикеп Ама ќе видиме, може като е гол од друго место. од LeBron James of LeBron soccer. James. Ајде, Тоа е Пулишич ако не се знае. Гана, Алжир, Бујрум, Афричко дерби имаш. Гана, Алжир. Да, ова ќе биде дерби афричко. Без многу да филозофирам, мислам дека ќе поминат Алжир. Еј, добро. Да, мислам дека Алжир ќе иде дале. Според мен имаат малку подобар квалитет као екипа, така да ради тоа ги проаѓам дале, ама немам што многу да кажем, пошто не ги гледам толку религиозни екипи за да кажам кој што би направил. Само мислам дека имаат подобар квалитет од Гана. Тука се мислам дека и по квалитет и по место на светска ранглиста. Би требало да Тука се блиски, да. Аргентина со Австралија, печачење. Аргентина иде дале. Не мора многу да се објаснува. Две лесни утакмици би требало да имаат со Капе Верде и Аргентина, дури ќе може да се одмараат некои играчи, да играат по 60 минути и по 45 минути, така да супер ждреб за Аргентина. Да подржам со Англија и Мексико. Не знаев дека се 4-0, го немав тоа Да, иначе. сите тепани. Све. Така да браво за Мексико. И ми беше браво и кога ги помина Еквадор. И тоа Малце ми беше- лесно. Да, малце ми беше Лесно. неочекувано толку лесно да ги тепаат. Така да, good job Мексико, ама тука мислам дека Англија Супериорна. го имаат малце квалитетот. Со одбрана се малце шашави, така да не би рекол дека ќе биде 3-4-0. Ама 3-2, 2-1, Значи нешто има од Мексико тој тука стил. што да каже. Мислам дека има шанса, ама би рекол дека Англија ќе помине. Кейн е у супер форма. Има кој да го разигра. Да, почна да играат и Да. бочниот. У одбрана само ми се малце шашави Джет Спенс, кој да игра, не знам, Да, Конса, он е катастрофа. Монса. И добива доста хейт на интернет кој што гледам, така да може да има изненадување, ама би требало да помине Англија. Ајде, дербиво. Бразил Норвешка ќе биде многу добра утакмица. Сигурно и Едва Вини чекам. и Вини ќе се љути 100%, брат. Халанд ќе го Ќе го ќе закача. го гура фикс, ама мислам нека Норвешка ќе тепа. Така и ти? Па да, брат, некако ми се Синдерела на натпреварувањето. Dark Horses. Dark Horses, цел свет ги сака. И они некако имаат многу онаков лабав вај, брат. Го гледам Халанд постира, брат, на ренчови со Леле, да, откачени се брат. со шешири, Side quest, брат, side quest. каубоец, глупости. Така да се гледа дека има добар вај по екипата. Ми искочи некој лут податок дека пола тон храна донеле од Да, да. Норвешка за да не јадат америчка Не храна. бе, нешто многу поише, мислам. Или дека. поише, врска немам. Ова ти се сега, да го видиме гридот, значи ова ти се тебе, четвртфиналните дуели. Четвртфинални, да. Ще го видам само колку разлики има по минуите. Една, две, Па две две екипи. екипи до сега, да. очекував поише. Ајде да видиме сега дали ќе ја стеснеш. Тие се стеснеш екипите, брат. работа. Франција, Мароко. Ова ќе биде прв сериозен тест за Франција според мене. Посериозно. Посериозен, да, али треба да ги поминат. Колку не знам. Ама гласам за Франција тука. Дојаш. Тоа трио, брат. Свака час кој ќе го спречи, ако го спречи некој. Шпанија, Америка. На Америка да тука ќе им давам шанси. Шпанија би требало да ги поминат, дури би рекол овдека веќе и полесна малце. Мислам дека Португалија ќе ми биде многу потежок противник. Секако. Секако. Да, Америка, не знам само колку им се враќа овој Сега еден не бан знам има што на е светско или три? Директен црвен, не ги читав, не бе мислам дека Не знам на светско како е, брат. па у групна фаза знам дека Меси ако добиеше црвен кој што му средуеше, немаше да ја игра цела групна фаза, му Значи, нокаут се може три, да бе. има некои други правила. Врска не. Секако би ги прошла Шпанија, брат, мислам дека се многу поквалитетни од Америка, така да полуфинале еден ми е Франција со Шпанија. Од другава страна ќе продолжам со Аргентина и Алжир. И на Алжир ќе им давам до тука шанси, мислам дека четвртфинале и повеќе од доволно за нив. И да, и мене ми изненади што тука ги добука. Аргентина се феноменална репрезентација пред се на страна Меси. Ми се свиѓа дека цела репрезентација знае Што треба прави? кој Факт. што улога има у тимот, брат. Никој не лута нигде. Тоа многу ми се свија. Дури и кога ротираат. Барко се играше место Фернандес. Феноменална Изигра. такмица, брат, кога да не фалел Фернандес. Така да свака им част. Дури и кога не играше Меси, дадоа голот слободен, како да го дал Меси, брат. Така да
Толку ви искомплексира леле аргентинци. Ајде продолжи. Многу се Паднав ја после коментар. многу се подмачкани, така да Аргентина иде дале. Англија, Норвешка, колку и да сакам Норвешка да иде дале, мислам нека тука пак индивидуален квалитет, ама и на висока сцена искуство брат ќе ги пројде Англија. Фер. Го имаат Белингем, го имаат Райс, го имаат Халанд, знаат они што да прават на вакви утакмици. Мислам дека нема да паднат по тој притисок на Норвешка. Значи ова ти се полуфиналните сега. Ова ми се полуфинални, да. Норвешка, Една разлика имаме. Една разлика, да. Ти беше со Португал, јас сум со Шпанија. Ама тоа не менја ништо, Затоа што затоа што Франција нема да изгуби ни од Шпанија. се согласувам и за ова. Пак не гледам како, иако Шпанија може да ги рани Франција. Знаеш што изјави У Јамал одбрана? вчера, така? Што? Не знам кој е овој хајп за Франција, ние сме болја екипа од Франција во моментов. Не се Јамал, брат. Не сте, брат. Не сте, брат. Не сте. Ајде не. твоја. Значи прво нападот не може да ми го споредиш. Ништо. Ни одбрана. Не дека по одбраната на Шпанија е нешто многу заебано, брат. Па и одбраната на Франција е јака реално. Па, Средината добре, ми е, добре. средината ми е најшаша, одбраната е И топ. многу ми е јако Рабиот дека, брат, што и да се деси Рабио игра. Брат. Врв. Мора Следно светско игра. Рамковен. Ајде полуфинале број 2. Полуфинале број 2 Англија со Аргентина. Ова е првиот момент кога ќе видам бајаст овој брекет. Бујрум. Мислам не е ни изненадување, али Аргентина мислам дека ќе помине Англија Реприза значи Кико. и ќе гледаме реприза на најдобриот фудбалски меч на Ева. сите времиња, брат. Се согласувам. Мислам за 22-ра. Да, во финале колку и да сакам како фан на Меси да има втора титула, да стави крај на кариерата со светско првенство, мислам дека овој пик на кариерите на французиве не може да се надмине, Незауставени брат, се. така да иако Меси има брат 39 години и е волку добар да сега можеби најдобар играч до моментов на светско првенство. Франција брат немаш. Килиан диктатор, се согласивме за Они Франција. имаат еден играч, овие имаат тројца, брат, четворица, толку добри. Па и поише би рекол брат, и ти влагаат Баркола, Дуе, Муе, мислам, Да. језиви момци. Језиви момци. Значи, следавме на истото, Франција Следавме доволно на не истото, воодушеви. Франција се до сега, мислам, ако гледаш по виденото, тоа е тоа. брат. Апсолутно. И мислам дека цел свет истото го збори во моментов, мада од групна фаза до сега се мејаше. Прво си тебе Аргентина, Меси 6 голови, она Килиан го стига. дека многу добро почна Аргентина, мислам Килиан и пред тоа да е 2 гола па го престигна на листата. Да. Па Меси со 3 се врати, ми се свија што има Бекенфорд, дури многу играчи имаат 5 гола, брат. Овие двајца Да, бе. имаат 6, Халанд има многу 5. имаат 5, Кейн има 4 Кен има 5. или 5 има. Да, Халанд има 5, Кен има 5, Ембапе има 5, Дембеле има 5, добро рано е Кристијано почиње у нокаут фаза да игра да трпа така да Кристијано кикат има со цела заедно ќе ги стигне. 0 гола, нокаут фаза в светско првенство. Ама тогаш почиње, брат, дај ми да се радувам на нешто. Не ова Као- Лига шампиони бе, брат. Точно. Ова Точно. е светско. Значи, го завршивме гридот. Го Predictions? завршивме, да. Дај Боже да ни успее нешто од Франција ова. сме и двајцата. Да. Ќе видиме како ќе се одвива. Ако е интересно може да направиме и нов понатака, Ќе направиме бе, зашо не? али сега да се вака ќе го пратиме да видиме како ќе се одвива, дали сме добри, дали сме лоши. Ја мислам дека од утре прва утакмица. Одма имаме утакмици за гледање и денеска, така да ќе видиме колку сме Што е, паметни, брат. Ќе ова видео ако пројде точно еден или друг ќе го гледам цел живот. Пинт. Да ја затвараме? Ова? Може да ја затвараме. Четврта епизода Копа до Мундо, нокаут фаза, Кока-кола. Powerade, Powerade. Кира, ја се гледаме во Се наредната. гледаме во наредна. Чао, чао.